Да се биде згрижувач на деца кои не по своја вина останале сами и без родителска љубов и грижа е навистина многу благородна работа. Треба да имаш срце како планина, љубов како океан и трпение како карпа, зашто колку што има благородност во згрижувањето, многу повеќе има и тешкотии, но и вулкан од емоции кога ќе се случат тие врски, а кои понекогаш траат и со децении. Благица Тумановска е згрижувач без малку 20 години. Одгледала неколку деца. Со некои од нив и до ден денес е во контакт. Вели, најсреќна е што тие неа ја доживуваат како своја мајка, а таа нив како родени деца. Згрижуваат сум скоро 19 години. Имам згрижено, се моментално имам едно детенце, имав две, сега имам едно. Згрижувач е убаво да се биде, треба да имаш големо срце да бидеш згрижувач и секој сакам да бидат како нас, да згрижат повеќе, да имат згрижувачи. Останавме се многу малце згрижувачи со посебни потреби кај мене детенцето. И колку години е сега? Сега е 12 години детево. А колку време е кај вас? Па е 10 години. 10 години. Значи буквално со вас порасна. Да, со мене едноопшто. После, какви се тие моменти на кога треба да се разделите? Дали има контакти и понатаму? Тешки се, да. Јас имам уште контакти, имам се разделено со две дечина. Едното за жал почина, а со другово уште се слушам, кај што ми е даено во дом. Поддршката која овие семејства ја добиваат од државата, велат дека е солидна, но според нив системски треба уште да се работи на оваа проблематика, особено што кај нас се уште постојат предрасуди за да се биде згрижувач. Ова уште повеќе што дури половината од згрижените деца се лица со пречки во развојот, а таквите деца бараат и многу повеќе љубов, грижа и секако лични жртвувања. За сега Немаме тоа. има за сега добро, не да се жалиме, само да се жалиме. Добро. Секако е тука стимул, аз се дива некој стимул нешто да има. Згрижуваш сум 25 години. И сега во моментов имате? И сега сум две имам. Две. Да. Дали се тоа деца со посебни Со посебни потреби. Едното е 23, другото е 33. Процесот за згрижување деца, иако навидум е едноставен и не е потребно исполнување на некои екстремно сложени услови, сепак на згрижувачките семејства потребно име и стручно водство од надлежни институции. Како пружената грижа би била целосно адекватна на конкретните потреби на згрижените деца. Центарот за поддршка на згрижувачките семејства од Битола, кој е надлежен и за целиот Пелагониски и југозападен регион, во соработка со центрите за социјална работа и локалните власти, веќе 5 години ја нуди оваа помош за секое дете да расте во семејство. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Битола постои веќе 5 години и всушност е еден од трите во државата кои ги регрутираат, така ги информираат, ги регрутираат и ги подготвуваат потенцијалните згрижувачи да ги добијат оние основни компетенции кои им се неопходни за да го отпочнат процесот на згрижување. Во текот на згрижувањето, ние како стручна служба, така како стручни лица, сме постојано во комуникација со нив и ја даваме цела поддршка за да може да тој пат, таа грижа, да направиме колку по-лесна, поедноставна за згрижувачите. Ние како општина Прилеп знаете дека и во програмата пред изборите на дневна основа сериозно работиме на тој социјален пакет. Поттикнуваме семејства со стимулација финансиска за секој новороденче. Направивме згрижувачки центри за деца со посебни потреби, направивме центар за активно старење на возрастна категорија, значи комплетно еден социјален пакет, онака како што треба една урбана и современа општина, европска општина да пружа за своите граѓани. Инаку, во Пелагонискиот и југозападниот регион има вкупно 120 згрижувачки семејства кои згрижуваат 160 деца. Од нив 25 семејства се од Прилеп и кај нив се згрижени 29 деца кои минувале низ комплексни животни предизвици, а дури половината од овие деца се лица со посебни потреби.